стигне оваа топка, се загради Маневски, но дојде Ристич до него, реков прга фудбалер Ивановски, добра позиција, крај голот. Уште една извонредна шанса за Пелистер. Велам, ова е голема можност и го знае тоа Ивановски, затоа што многу често во кариерата поранешниот интернационалец Мирко Ивановски знаел да погодува од вакви позиции. Крај десниот директ, повратна шанса за Вардар 1-0, Данев. Одличен погодок за Данев. Падна концентрацијата кај фудбалерите на Пелистер и Димитар Данев успева да постигне атрактивен гол овој пат. Андреј Јовчевски не можеше да стори ништо повеќе. Убаво со десна, со посилната нога ја зафати оваа топка Данев и Вардаровиот фудбалер е автор на најубавиот потек во првото полувреме, во третата минута од продолжението од 4 минути. Еве го уште еднаш Маневски, препознатлив остар центаршут, поврат на Омерагич и без размислување Данев овде. Јовчевски не можеше да направи ништо. Вардар доаѓа до предност во 23 април 2014, од тогаш мина 10, а 11-тиот надпревар ќе мине со голови. Еве го, ово е прекрасен на Мато во 50-та минута. Маестрален гол, одлично ја сврте топката Мато и Вардар доаѓа до предност од 2-0. Покажа дека е одличен голгетер во надпреварите во конференциската лига на УЕФА. Даде 3 гола Рожерс Мато, интернационалецот од Уганда. Лани 6 на 13 надпревари, ова е негов четврти на 5 меча во оваа сезона. Одличен гол на Мато во спротивниот тагол, лоп за Андреј Јовчевски и Вардар води со 2-0. Еве, уште еднаш Мато одлично постави нога, максимално прецизен и Вардар победува со 2-0. Мислам дека Данев беше, не, Закарич, асистент на овој погодок. За интернационален Данев, еве го шутира, Јовчевски интервенира. 64, Немања Здравковиќ. Ова е поинтересниот момент. Овој шут беше силен, меѓутоа одеше топката таму каде што се наоѓаше гол. Грешка на Вардар. Пресечена топка од нововлезениот Наумовски. Еве можност, шанса! 2:1. Се враќа Пелистер во игра. Погодок на Белим, односно на Белич, Ѓорđe Белич. Во поблискиот агол, задоволен од овој погодок Булатовиќ сепак. Се најде во противничкиот 16-тник со доза среќа, но и тоа како потребно за екипата на Пелистер. Во првиот негов настап во надпреварот што тежи најмногу во македонскиот фудбал. Еве добра топка за него. Успеа да подзастане и во поблискиот агол по проигрувањето од Мирко Ивановски. Од некоја причина и овој гол на Донгмо. Сега тој се излекол на левата страна. Па проигрување за Данев, тргнува на дриблинг Данев, прави простори, 3:1. Го решава овој надпревар. Данев, одличен негов погодок, уште еден гол. Сега со лева, претходно со десна и Данев е играч на надпреварот до сега. 2 погодока, овој без асистенција, чист негов гол. Одлично создаде простор таму по десната страна и го совлада Андреј Јовчевски. Уште едно ремек дело на Вардаровиот фудбалер, на поранешниот дебар малец Димитар Данев. Еве уште еднаш добар прием, тргна против Стојановски на дуел, создаде позиција и во поблискиот агол одлично реализира Данев за предност на Вардарот 3:1. Убав погодок. Седловски и Капинковски. Еве нова можност Кастанједа 4:1. Погодок на
Argentinecот за да ја зачини во 91-та минута победата на Вардар на овој надпревар. На крајот ќе излезе дека и преубедлива, а пелистерци до 80-та минута се надеваа дека можат да извлечат реми на гостувањето во Скопје. За Диего Кастенада ова е прв гол, дебитантски во дресот на Вардар. Еве и тој, како и Данев, реализира прв пат во црвено-црниот дрес во надпревар, што на вардарци вообичаено најмногу и значи, особено на неговите навивачи. Убаво решение на